Петок 12 април, кратки вести во 12 часот. Митрополитот на Имврос и Тенедос, господин Кирил, десна рака на Вселенскиот патриарх и одговорен за нашето црковно досие, во првото интервју дадено за македонски медиум ја пренесува перспективата на Вселенската патриаршија, од каде што Македонската православна црква Охридска архиепископија очекува томос за автокефалност и прифаќање од севкупната православна екумена. Тој изјави дека тоа што го добивме од Србија е лажен томос и е срам за црквата. Изјавата доаѓа по помалку од една недела од заедничкото служење на големиот празник Благовештение на Пресвета Богородица, кога домаќинот митрополитот Тимотеј му порача на Вселенскиот патриарх Вартоломеј дека не само црковниот клир и монаштвото, туку и верниците кај нас очекуваат добивање на томос за автокефалност од Вселенската патриаршија. Државната изборна комисија целосно ги потврди листите за пратеници во Собранието на Република Македонија на 10 партии и коалиции со кои тие ќе учествуваат на престојните парламентарни избори закажани за 8 мај. На други 4 партии им се потврдени листите во дел од изборните единици, додека за преостанатите изборни единици во кои сакаат да се тркаат за идниот состав на Собранието, рокот им е до денеска за поднесување на дополнување и корекции. Охрид е во 5-тата изборна единица, каде изборните соочувања се секогаш неизвестни. Паралелно со промотивните активности за претседателските избори, голем дел од кандидатите за пратеници се веќе на терен и неофицијално се турка и кампањата за парламентарните избори. Се делат пакетчиња, се користат медиумите за испраќање пораки, кои најчесто се испорачуваат до избирачите преку социјалните мрежи и личните профили на кандидатите. Од 26 до 28 овој месец во Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид ќе се одржи второто издание на Стартап Викенд Охрид. Настанот е наменет за сите млади ентузијасти кои имаат бизнис идеја или проект, но им е потребен тим, ресурси или менторска поддршка за реализирање на истиот. Ова е глобален настан чија цел е да ги поттикне младите професионалци, фриленсери и стартап ентузијасти на една локација да оформат тим со кој ќе развијат бизнис идеја од концепт до прототип во рамки на 54 часа, односно еден викенд. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 23 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.